Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Прокопиј и светиот Прокопиј Јуродив. Светиот великомаченик Прокопиј роден е во Ерусалим од татко христијанин и мајка незнабошка. Најнапред се викал Неани. По смртта на таткото, мајката го воспитала синот потполно во духот на римското идолопоклонство. Кога пораснал Неани, еднаш го видел царот Диоклецијан и толку многу го засакал што го зел во својот дворец за војничка служба. Кога овој злочестив цар почнал да ги прогонува христијаните, тој го одредил Неани со еден одред војници да оди во Александрија и таму да ги сотре христијаните. Но на тој пат на Неани му се случило нешто слично како некогаш на Савле. Во третиот час од ноќта се случил силен земјотрес. Му се јавил Господ и се слушнал глас. Неаније, каде одиш и против кого стануваш? Во голем страв Неани прашал, кој си ти, Господи? Не можам да те познам. Тогаш во воздухот се покажал пресветол крст како од кристал, а оттаму дошол глас. Јас сум Исус, распнатиот Син Божји. И уште му рекол Господ, со ова знаме што го виде, победувај ги непријателите своји и мирот мој ќе биде со тебе. Тоа доживување потполно го изменило и го променило животот на војводата Неани. Тој наредил да се направи таков крст каков што видел и наместо да тргне против христијаните, тој со војската тргнал против агаријаните кои напаѓале на Ерусалим. Како победител тој влегол во Ерусалим и објавил на својата мајка дека е христијанин. Изведен пред судијата, тој го симнал војводскиот појас и мечот и ги фрлил пред судијата, покажувајќи со тоа дека тој е војник само на Христа царот. Поголемите маки го фрлиле во затвор, каде што повторно му се јавил Господ Христос, кој го крстил и му дал име Прокопиј. Еден ден на затворскиот прозорец му дошле 12 жени и му рекле: и ние сме Христови слугинки. Осудени за тоа и тие биле фрлени во истиот затвор каде што светиот Прокопиј ги поучувал во верата Христова и посебно на тоа како ќе го добијат маченичкиот венец. Затоа во чинот на венчавањето се споменува светиот Прокопиј, покрај боговенчаните цареви Константин и Елена. Потоа тие 12 жени биле страшно мачени. Гледајќи ги нивните маки и храброста, и мајката на Прокопиј поверувала и сите 13 биле погубени. Кога светиот Прокопиј бил изведен на губилиштето, тој ги подигнал рацете кон исток и се помолил на Бога за сите бедни, неволни, сиромаси и вдовици, а посебно за светата црква, и да израсне и да се распространи и православието да свети до крајот на времињата. И од небото му било јавено дека неговата молитва е услишана, пошто тој радосно ја ставил својата глава под мечот и пошол кон својот Господ во вечна радост. Чесно пострадал светиот Прокопиј во Кесарија Палестинска и се овенчал со венец на бесмртната слава на 8 јули 303 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Светиот Прокопи Јуродив, устјушски чудотворец, упокоен во 1303 година. По потекло варјак и по занимање трговец. Доаѓајќи во Новгород, по трговска работа тој се воодушевил од убавината на православието и ја примил православната вера. Посакал да биде совршен христијанин, па целиот свој имот го разделил на сиромаси и почнал да вежба во сите останати добродетелства. Се правел безумен за луѓето да не го фалат, но ги предчувствувал судбината и природните случаи што потоа навистина се случиле. Со својата молитва во солзи пред иконата на Богородица ја одвратил ужасната тепачка од градот Устјук и така го привел грешниот град кон покаяние. Телото му било најдено мртво на улица и со снег покриено. Над неговите чудотворни мошти е изграден храм. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величае.
Te